Продолжуваме сутринска на Телми, нашата утринска тема во која што веќе напоменавме од почеток дека зборуваме за нешто што е особено важно во овие денови, во една ваква кризна состојба или во денови кога се соочуваме со една огромна трагедија. Особено младите и децата се оние кои што треба ние како возрастни да направиме да се чувствуваат безбедно и од сите можни аспекти тоа да го реализираме, поточно начинот на комуницирање со нив, можеби прашањата кои што се појавуваат, па и однесувањето или реакциите кои што можат да се покажат како такви. Во изминативе денови можевме да ги слушнеме и насоките кои што ги даде Министерството за образование и наука до родителите и до наставниците за тоа како треба да се постапува во вакви состојби и за тоа дека во однос на часовите или во текот на денот кога се децата на училиште се навидува во насоките треба да се организираат на начин на кој ќе се даде приоритет на психосоцијалната поддршка на учениците, а се препорачува наставниците да ги планираат активностите во консултација со стручни соработници. Истата насока и за родителите кои што се разбира покрај оној стрес кој што секој од нас го доживува во моменти на шок, траума, тага и неверување, сето тоа да можеме некако колку што е можно да го контролираме во присуство на деца и сите оние информации кои што ги слушаме во текот на денот. Повеќе за ова и за социјалните па и психолошките импликации на детската траума и нејзиниот ефект на развојот и благосостојбата, како би можеле да превенираме понатамошни последици во однос на психолошкиот, но и социјалниот живот на младите, особено по вакви трагични случувања. Во денешното издание на Утринска на Телма зборуваме со професор доктор Татјана Стојановска-Иванова, која што е редовен професор на Институтот за социологија при Филозофскиот факултет. Професорот Татјана добро позната на македонската јавност, особено на теми кои што се апсолутно важни кога зборуваме и за младите, но и она кое што и како општество и како држава не засега во нормални услови теми да, кои што ги предвидуваме и организираме, но во вакви услови се разбира нешто што е апсолутно неопходно за зборување. Ви благодариме што сте денеска заедно што прифативте поканата пред себе за камерите, некако започнавме, претпоставам дека како и за многумина во Телма и оние кои што не гледаат, ова ќе биде можеби најтажниот и тешкиот ден и за вас во вашето децениско работење, професор Татјана, кој од овакви размери веројатно не сте го имале во вашата богата биографија и досега. Така што од таму ќе појдеме сигурно да ви заблагодариме што на овој можеби еден од најтешките денови кога е прогласена 7-дневна жалост, сепак сте тука со гледачите и со Телма. Знаете како, ова е едно од најтешките и болни утра и за нас кои што се занимаваме со наука и кои што сме повикани на некој начин да говориме за сите оние општествени феномени кои што не засегаат, верувајте некогаш и ние онемуваме. Односно, како велиме, некогаш тишината е подобра отколку зборовите, кога молкот едноставно кажува многу повеќе, а меѓутоа нашата професија и повикот како едукатори, како некои личности кои што дефинитивно треба да сме на првата линија, ја што велам, да помогнеме колку можеме, да дадеме совет, да укажеме на она што понатаму, затоа што животот оди понатаму, траумите кои што се или последиците што ќе останат, да не говорам кај оние кои што изгубиле. Кај сите од нас имаме некој кој што го познаваме, кој што се соочил со оваа болка и без оглед и да немате, како човек, како личност, велам, ние сите сме емпатични, имаме емоции, се чувствуваме, верувајте дека и како е тешко, меѓутоа, знаете како велам секогаш, дека професијата е таа која што е пред синат се, и помошта која што треба да се даде е неприкосновеното нешто. Иако повторно ќе споменам дека навистина верувајте дека и како на секој од нас, верувам и вас, на секој од нас ни е тешко овие денови, поготово денешниот ден, ќе биде траурен ден, мрачен, ја што велам, и сите вие и кои што известувате, меѓутоа и ние кои што ќе треба повторно сега да отидеме на работа и да се соочиме со дел од студентите кои што имаат низа прашања. Кои што потоа со наши блиски кои што се деца на што споменавте. Препорака затоа што верувајте дека и на мејлови ни стигаат прашања и повици што да се прави, како да се разговара, како да се
преболи тагата, како да се одболи, како да се објасни. Претпоставам и родители и студенти. И родители, и студенти, и не само родители, блиски пријатели кои што како да им објасна, затоа што ние имавме, ова се случуваше за време на ковидот. Верувајте, кога децата, ние несвесно секој ден ги чекавме тие информации, ова е различна ситуација, меѓутоа и тогаш се соочувавме со бројки во смисла на лица кои што го загубиле животот од таа епидемија и често пати се поставуваа прашањата што со децата. Затоа што ние несвесно некогаш и траумите се до ден денес. Затоа велам после неколку години ние правиме истражувања во континуитет и што може да се огледаме дека се уште децата им достасуваат тие допири или кога сакаат велат да не има некој вирус. Значи, поентата ми е дека последиците од тоа што тогаш бевме бомбардирани со вести и место на децата да им дадеме некој вид на оддишка во тој период. Сите чека 17 часот да излезе министерот тогашен да каже одредени бројки. Затоа велам траумите до ден денес се чувствуваат, поготово кај немалите кои што веќе сега по неколку години пораснаа, меѓутоа се уште ги боледуваат тие. Подсвеста е чудна работа, знаете, тоа повеќе психијатрите го кажуваат, меѓутоа нас не се покажуваат во истражувањата, дека болката и она што ќе остане некогаш испливува на површина. Ете ги тие посттравматски моменти. Посттравматскиот момент. Може би во моментот, она што велам сега е првиот миг на кога ни се случи тоа на отфрлање. Како рековте вие зад камери, сега сме во вториот дел, шок, пред првиот неверување. Да, неверувањето. Има неколку стадиуми. Дури се некои психолози, психијатри и социолози кои што се занимаваат со таа проблематика велат дека стадиумот на прифаќање и депресија дури може последна година да се јави. И тоа е тоа, затоа велам, не е нешто краткорочно или да дадете ад хок некои решенија, напротив, и како треба да се работи со сите категории, меѓутоа повеќе со децата, најмногу, и со адолесцентите кои што имаат илјада и едно прашање. Затоа што, видите, ние денес живееме во ерата на масовните медиуми. Можеме пред 30 години сме можели да ги заштитиме и да не говориме. Од друга страна, македонското општество, па на некој начин и нашата, или ако поврзаме со религијата, некако премногу заштитнички делуваме кон децата. Не разговараме отворено за болест, за некои болести или за она што се случува во текот на животот, дека секој живот еден ден завршува. Дека страданието е дел од апсолутно, и тоа е, јас што велам, тој премногу заштитнички механизам придонесува да некогаш децата доживуваат траумат кога ќе се соочат со ничија смрт или со ничија тешка болест и тогаш тој заштитнички модел. И затоа велам, а сега живејќи во ерата на масовните медиуми, секој дете веќе нели уште од најраста возраст апсолутно не е научено како да ги и нормално дека не знае како да направи разлика во однос на така е што е вистинска или лажна вест или како да го надмине тоа ако нешто види. Напротив, него му се интересни таквите содржини и дополнителните прашања се токму поврзани со содржини кои што покажуваат некои несреќи. И сега, поготово, овој тип на несреќа, и тоа се прашањата кои што најчесто ми ги поставуваат и родителите, блиски мои другарки кои што имаат деца на таа возраст, или внука ми која што е 9 години. Загина личност од естрадата која што беше модел на идентификација и имитација на младите, кој што беше на топол лик и кој што беше на некој начин присутен на таа категорија и на деца, и на тинеџери, адолесценти, па и на возрастните. И сега едно од прашањата беше, бидејќи ние го разговараме со нив за смртта, нели, се очекува дека тоа се возрастна категорија на граѓани на некој начин. И сега наеднаш тие се соочуваат со еден стрес до вчера. Таа личност била дел од нивниот живот, одела во нивните училишта, да речеме, ги забавувала, снимале, еве, знам ке внука ми снимаа спот за нивното училиште, за химна на нивното училиште, и сега наеднаш се доведува до прашање како таа млада личност ја нема. Друга прашање, бидејќи ние велиме нека нели добрите луѓе на овој свет се
соочуваат и ќе бидат на некој начин наградени. Да. И сега знаете кои прашања се поставуваат кај немалите? Зошто дедо Боже ги земал младите? Зошто ако тој бил толку добар и вие тука се создава една бариера? Како да им објасните? Да. И тука е битниот момент, она што се вели во образовните институции, уште од најрана возраст, во предучилишното воспитание и образование, дека треба да се поразговара на начин на кој што да им се објасни дека животот носи низа предизвици. Нормално, на начин на кој што тие може да го разберат преку цртеж, преку да им се нацрта, да им преку одредена категорија на филм, детска серија која што ќе им објасни дека се случуваат такви работи, но сето тоа треба да оди симплифицирана верзија. Едноставно, така е, и да може во однос на возраста да тоа се свати. Но она што треба многу да внимаваме е да не биде тоа пренагласено, да не биде тоа во континуитет цело време да се зборува за тоа, затоа што тогаш веќе ќе почнат тие цело време да размислуваат и дома ги поставуваат истите прашања и може дополнително кај нив да се создадат трауми кои што ќе останат. Затоа велам многу внимателно да се она што се и препораките, она што и ние го говориме, дека треба да се користат на вистина стручните служби, затоа што ние едуцираме студенти, психолози, и педагози, социолози, социјални работници, дефектолози, специјални едукатори. Секој од нив си има свој начин на објаснување, затоа што не смеем да ги заборавиме децата со посебни потреби кои што ги слушаат исто така тие информации. И тука треба, затоа велам, сите категории професии кои што се дел од воспитно-образовен процес треба активно да се вклучат, да појаснат што се случува, зошто се случува, затоа што последиците, повторно ќе кажам, може да бидат далеку сежни. Еве сега зборувавме за најмалите, што е со учениците, што е со студентите. Бидејќи вчера морам да го кажам и примерот, имавме малку наброј на студенти, нели не држиме предавања во контекст на нови знаења кои што ги добиваат, меѓутоа разговараме за оваа проблематика, доколку некој има проблем, како да сега и кај нас е таа тешкотија, како ние да говориме за враќање на довербата во институциите. И седејќи, разговарајќи за, отворивме неколку интересни социолошки феномени поврзани со ова, и гледам еден студент како е вклучен и гледа во една точка во зидот и сега, знаете како велам да немате некој проблем, да не ви е лошо, да не... Ми вели професорке, ама како плафонот да ми е искривен, како да ќе падне, тоа е веќе моменти кога вие почнувате стравот, вие доминантна емоција, несвесно. Вели да не падне и сега како да реагирате, велите добро, сите погледнавме во ред, ќе реагираме, ќе кажеме да се провери, ама може ли веднаш? Значи, тоа е тој стрес, што велиме втората фаза шок, кога всушност се јавуваат емоциите на бес и лутина и недоверба. Значи, веќе тука немате она првиот надминување, неверување дека тоа може нас да не се случи, дека обично кога сме гледале нели такви страхотни сцени од елементарни непогоди на медиумите, меѓутоа тоа било далеко од нас, ние сочувствуваме, но не било тоа нешто што нас не обкружува. Ова е нешто веќе што нас не се случува и веќе после неколку дена доаѓа втората фаза, она што велиме тоа е шокот, односно моментот кога ни се јавуваат тие емоции. Страв, бес и лутина. Зошто тоа ни се случило нам? И стресот од аспект дека како сега ние во секое нешто ќе гледаме опасност. Прашањето кои што ми ги поставија е, професорке, сега како ќе отидеме во кафетерија, во театар, затоа што може да се случи да падне плафонот. Значи, тоа треба да им се објасни дека се случуваат непредвидени ситуации. Дури еден студент вика, јас веќе нема да се качам во авион. Затоа што мене сега ми е страх од летање, кога се случило нешто вако може да... Значи, веќе од секое нешто вие вадите дека ќе се поистоветуваат и се јавуваат моментите на стрес. Тука треба да се објасни дека животните мигови, такви настани се случуваат,
да им се врати полека довербата од аспект дека не треба да се апсолутно да не се дискутира, не, далеко од тоа, како што споменав, треба отворено да се разговара, меѓутоа и доколку чувствуваат некоја нешто велам болка, да бидеме тука за нив. Ако некој не може или ја што велам на колегите, ако некој не може од децата да го прифати тоа, не мора да доаѓа или нека доаѓа на предавања понатаму, затоа што ова не е само денес и не е само утре. И да не забораваме дека сигурно многумина ќе го поистоветуваат нели целото сценарио за жал со недовербата во институциите, професор Татјана. Тоа е поинтата што го кажав, затоа што видете, сега ние сакале да признаеме или не, ке нас има одредени работи кои што принципот на неказнивост и несанкционирање не се протегнува сите овие години. Едно од прашањата кои што се поставува е вели, па професорке никој нема да одговара. Тоа е моментот клучниот социолошки, несанкционираност и неодговорност, неодговарањето. Нас за ова десетина години се случија неколку трагедии кои што однесува човечки животи, меѓутоа децата гледаат. И не само последните 10 години. Ќе се направи некој, ќе направа тебе да речеме булен, ќе се направи некој, имавме ние јавна соба, имавме и не видовме дека некој одговарал за делото кое што го сторил или несоодветно е санкциониран. Тоа е социолошкиот момент, неказнивост и вели недовербата тука е во институциите. Вели професорке, па никој не одговараше да речеме за насилство, никој не одговараше за тие несреќи. Ќе најдат некоја жртва и сега затоа е кај нив стравот и недовербата. Не веруваме дека навистина вистинските виновници ова е преголема димензија на страдање, на болка и многу млади човечки животи. И цела цела генерација е повредена, кој за жал го загубил животот, кој се бори со повредите и сега вие како ќе му објасните на тој тинејџер кој што вели јас мене навистина ми е страв сега на факултет да дојдам. Затоа што не верувам дека нешто е еве кровот капе да речеме на некој место што тоа се поправило, меѓутоа тој бил свесен. Значи, сакам да кажам дека и во најмалото нешто веќе гледаат одреден тип на закана. И тука е она што ние сега треба да и пораката моја до сите навистина соодветно да се третираат и да се санкционираат, затоа што неказнивоста и таа немање на национална стратегија на сите нивоа. Вие кога ќе појдете во здравството, плаќаме толку години, и тоа беше од прашањата, ние плаќаме толку години здравствено осигурување и на крај ќе ви речат да донесете си се, или одите во приватна болница каде што ако имате можност ќе платите. Значи сите овие прашања ми се поставуваат. Тоа е тој момент на недоверба во институциите, на системот како да се врати и како да им објасниме дека сепак ја што велам ова е држава и меѓутоа ако темелите вас ви се разрушени, вие не можете да правите надгледба, знаете како. Сето тоа е надгледба. Меѓутоа мора да им се објасни процес, меѓутоа мора да им се објасни дека сепак животот оди понатаму и дека ќе се соочат со таа траума, да се соочат со очувањето, многу битниот момент. Затоа што она што кажав да се пред себе си, да, се случило тоа, но одиме понатаму, мора да го одболуваат, а мора да ги имаат тие емоции, не можеме да ги избришеме ние со гумичка тие емоции. Мора полека или да ги прескокнеме, мора да разговараме, но пак ќе речам, дозирано и соодветно на возраста, и мора да повикаме, барем ние кои што сме одговорни едукатори, дека сепак државата ќе воспостави механизам каде што институциите, сите оние пропусти кои што се направени, ќе се надградат. Тешко е и овие, јас велам, од друга страна, што со оние, бидејќи кој што споменав, живееме во ерата на масовните медиуми, што со оние ботови или невкусни коментари, како ти да се избегнат, бидејќи вчера велам, им се дозволи да гледаат на своите мобилни телефони, такви се овие денови. И еден реагираше на студентка професорке. Видете каков невкусен коментар.
Зашто мајката излегла, го ставила своето дете и редени на низа епитети невкусни. Дајте бе луѓе, јас што велам, во вакви ситуации можеме, меѓутоа и тоа е резултат на лутина и гнев. Така е. Но вие, професор Кеви, на почетокот добро споминавте дека во овие денови некогаш е подобро навистина да се молчи отколку да се зборува. Поголемиот дел од нас, односно ние кои што се наоѓаме во ваквите професии, за жал мора да зборуваат, но тоа треба да бидат одбрани зборови и одбрани теми и тоа е исклучително предизвикувачки за секој на кој што работи во медиумите, но се разбира во вашата професија, особено токму поради сензитивноста бидејќи се работи за млади луѓе. Денеска се разбудивме повторно со постови и тага во однос на тоа дека навистина е еден од најтешките денови заради тоа што се случуваат погребите и како и да тече денот нели сите информации кои што треба да бидат повторно внимателно одбрани. Добро е кога младите прашуваат, но има една категорија од што зависи тоа, веројатно психолозите, па и вие социолозите веројатно знаете дали тоа се карактерни особини. Да. Така да, некој кој што сето тоа го дигестира, го прима како информација, но се повлекува во себе и не го изнесува. Поточно не е во форма на прашање, стои во неговата глава, но сепак се потиснува однатре, што веројатно е малку покомплексно за разлика од оние млади луѓе кои што сакаат да комуницираат и никако се обидуваат да ги најдат одговорите на овие прашања. Потешко е со тие личности затоа што ние по природа дел од нас се екстровертни. Значи по карактерно се екстровертни, меѓутоа и се учиме. Знаете, и семејството си има начинот на воспитување, едуцирање, пренесување на тие вредности и норми на живот, некако велиме, како да го води детето низ животниот пат, како да чекори низ животот. Има деца кои што по природа се интровертни, примаат се во себе и не го исполуваат. И тоа е многу потешко. Затоа и траумата кај тие може да биде поголема, затоа што кога носите вие нешто со вас, кога разговарате, како велат, споделена радост е поголема радост, а споделена тага е помала тага. Затоа што разговорот и со стручно лице, меѓутоа и со другарчето, и со родителот, и со некој во кој што имате доверба, тоа значи дека вие ја споделувате болката и барате помош, механизам како таа болка да ја одболите, или како тие емоции кои што вас се совладуваат, или како таа недоверба кој што споменав, кој што веќе ви се наталожила и ја имате кон некои институции, кон без оглед на кој тип на институции станува збор, како тоа да го надминете. Меѓутоа, она што спомена Ивана, имате личности кои што или по природа се интровертни, чуваат све во себе, не ги исполуваат емоциите, или пак се воспитани во духот дека не треба да се говори јавно, имаме и такви семејства. И тоа нас не се покажало и во праксата и во истражувањето. Зошто не разговараш? Па затоа што од мал сум учен дека не треба да ги, или ние ги воспитуваме, еве, се уште се тие традиционални вредности и тука јас го ставам акцентот, момчињата немој да плачеш затоа што ти си момче и не, ако имаш потреба да се исплачеш, така да искажеш, така да исплачи се. Мора да се работи со тие деца повеќе и тоа е апел до семејствата. Јас и во тие велам мејлови што да ми пристигнуваат, во сите тие телефонски разговори им препорачувам на родителите. Разговарајте. Има случај кај што вели, ама моето дете се затвори во соба, стави слушалки на уши и не сака да разговара. Не, натерајте го, дајте му некоја можност за време. Ма вели не сака. Добро, за време на ручекот еве. Отворете ја темата на суптилен начин, пробајте да извлечете што чувствува. Затоа што и тоа дете уште поголеми се трубите, кога знаете, собирате во себе, еден ден ќе се исполи тоа, ќе експлодира. И затоа мора да се разговара, да се најде начин, тоа и препораката, да најдете начин да допрете до него, да допрете. Секој родител си го познава најдобро своето дете. Може би е потребно време, но не треба да се остави дека, како знаете, кога да се собира нешто по тепих и на крајот ќе излезе сето тоа. Така и во однос на емоциите, ако вие ги собирате еден ден, тие ќе исполат. Имавме прилики за време на кога се јавуваше сајбер насилството. Вели, тоа е најмирно девојче, најодлично,
пофалено и наеднаш тоа вршело булинг. Па затоа што никој не видел дека тоа девојче има во себе можеби некој скриен гнев или револт и нашло момент како тоа да го искаже. Така и во овој случај. Не дозволувајте, ако видите поготово дека вашето дете во континуитет се зацкрива, не сака да разговара, одбива да гледа медиум, меѓутоа тој е на својот мобилен телефон. Вели слуша музика, во ред, со слушалки слуша музика, не сака да разговара. Оставете период, меѓутоа, најдете начин како да му објасните дека бегството од реалноста не е добро. Ова го нарекуваме бегство од реалноста. Еден ден вие ќе се соочите со, еве ќе појдете во училиште, ќе разговараат за тоа, вие не можете да се оградите. И тогаш може да експлодира наеднаш во агресија, да каже зошто се разговара или да направи некој чин кој што не е општествено добар чин. И за него, индивидуално, и за општеството. Професор Татјана, што е, да речеме, се провлекуваат, можеби забележавте прашања, тоа сум го имал и од мојата собствена внука, понекогаш од различни, да речеме, или состојби на некаква си своја екзистенцијална криза која што децата преживуваат, во вакви состојби кога велат жртва на преживеем, зошто на друг му се случи, зошто мене не? И такви прашања претпоставам дека сте ги имале можеби во кариерата. Или не зашто мене не, зошто на тој што го познавам му се случило, а Јас има бев поштеден. Така, јас бев поштеден, меѓутоа имате, знаете како, ми се поставуваа прашањата од тинејџер или од студент, вика професорке. Личност која што е премногу добра, по сите стандарди правила добри дела, морално изградена и вредностно, не и се случи. Од друга страна, вика, личност која што еве по некои дејанија покажувала негативни, секогаш се поштедени. И тоа е едно од прашањата кои што ги поставуваат. И сега вие треба да им објасните дека дали вика тоа значи дека ние треба да бидеме лоши во животот или да правиме не секогаш позитивни работи кои што се и општествено корисни, кога ете тоа не се цени. Зошто некој тоа, зошто добрите еве страдаат или зошто на тие деца кои што биле еве да речеме и музичарите кои што биле модели, велам, за идентификација и правеле добри дела, биле хумани, биле алтруисти, зашто ним тоа им се случило. И од друга страна, она што и големите и научници го велат, поготово Шелинг вели, моментот на зошто тоа не се случува, моментот на кога сочувствуваш. Сочувството е некогаш и момент дека стравот што ако нас би ни се случило. И тоа е тој во таа што велиме морална екзистенција. Сочувството некогаш е од аспект да ние се грижиме за другиот, но се ставаме и во ситуација што ако нам би ни се случило тоа. И тоа се тие прашања на кои што ние мора да најдеме соодветен одговор. Велам, секој на себе својствен начин, повикани сме и треба да објасниме дека и да им кажеме дека сега ќе ги следи и нема ова да заврши. Дека треба содржини кои што ќе подразбираат и ќе за нив ќе значат дека треба да се разговара, меѓутоа не предимензионирано. Јас не ми препорачала денес сепак и нели имаше препорака во однос на она што спомена Ивана, начинот на пренесување на вестите, сензационализмот и така како треба да се избегнува. Од друга страна да им се објасни зошто еве некој ме праша дали вие ќе отидете на протест и што е тој протест, политиканството, дали се политички. Прво, она што е препорака да се заборави на политика и политиканство. Смртта не познава ниту етникум, ниту политички определби, ниту нешто. Жалосно, жалта и болката е кај секоја индивидуа што е емпатична. Сите реагираме на различен начин, меѓутоа не треба да се собираат политички поени на ваков начин. Од друга страна, оној кој што сака да изрази, некој може би изразува болката со тоа што ќе отиде на плоштад и ќе ги здогледа сите тие личности кои што исто така ја делат таа болка. Нека отидат. Уште една порака до сите оние кои што да не како некогаш велиме, не можам јас да разговарам, а повикан си, имаш знаење за тоа, не можам затоа што и ке мене е голема тагата и немам што да им кажам. Не, имаме што да им кажам. Велите одговорноста на професијата во случајот. Одговорноста на професијата, меѓутоа на родителот. Родителот квалитетно родителство подразбира разговор со децата.
10 минути, 15, пробајте да им објасните. Не секој може би е подготвен и знае, но ќе изнајде начин како да му каже на своето дете дека тоа е животот. Дека да им ја дозволи да искаже својата болка, да му објасни, нека нацрта, еве. Мало дете нека нацрта што чувствува. Нека артикулира на Нека тој начин. артикулира, нека ги исполи своите емоции, затоа што не сме да ги... И од друга страна, кој што спомнав, сепак да им се објасни дека државата си има своји механизми, поготово дека сега ќе се зацврстат и дека ќе се да им се враќа на некој начин довербата, затоа што ако стравот продолжи да доминира, тогаш можеме да имаме генерации кои што ќе живеат во тоа, а знаете како, ако немате вие емоции кои што ќе ве водат напред, тогаш ќе се стагнира. Затоа велам, секој од нас на себестојствен начин мора да даде придонес и да бидеме свесни дека ќе има моменти на депресија кај тие деца. И дека тоа не треба да чувствуваме како нешто што ќе на нас уплаши. Ако има потреба да се побара, бидејќи знаете како кај нас е многу се уште важат тие традиционални вредности, зашто да побарам помош од психолог, од клинички психолог, од психијатар, од социолог, од социјален работник, не побарајте. Ако има потреба, побарајте. Не случајно се и тие телефони дадени каде што може. Обратете се на секој од нас. Кој колку може и колку уме и знае, ќе даде свој придонес. Меѓутоа, ние мора да помогнеме. Ќе го завршиме овој разговор со уште нешто што сметам дека е важно, професорке, особено во една ваква ситуација, откако и тој шок и неверување и сето тоа како процес кој што треба да помине, ќе се случува понатаму во следниот период. Дали сметате дека ние зборуваме за секој во својата професија, одговорноста што има и улогата која што ја има? Да се даде себе си и да даде поддршка во однос на одговор на овие прашања, да им се помогне на младите. Но дали треба да постои државна стратегија за тоа во смисла на одредена кампања, особено сега после овој период, за тоа не да прашуваат оние кои што имаат прашања или кои што се отворени, туку едноставно да му се помогне на секој преку некоја таква форма на нели психолошка помош. Има луѓе кои што исто така не сметаат дека можеби на нив треба да им се помогне, токму поради таа нели некој неприфаќање, но да биде тоа достапно и отворено за сите, поточно да речеме неопходно да биде. Апсолутно тоа го зборувам дека мора секој да биде свесен дека не треба да ги криеме чувствата, на што кажав, дека имаме признати и познати личности кои што помагаат во тоа и дека треба да ние јавно повикаме да се помогне. Секој од нас, како што споменав, е повикан. Секој од нас можеби не е до тој степен стручен, меѓутоа и родителот, и наставникот, денеска, поготово децата, нели во некои градови, во градовите каде што се одржува погребите, се ослободени, меѓутоа во другите градови, затоа што тие деца сакале или не келе се свесни дека нешто се случува и како тоа како да го надминеме тоа, нека разговараат, нека побараат помош, затоа што живееме во ерата, како што реков, на масовните медиуми. Сакале или не икеле, ќе прочитаат, ќе видат што се случува. И затоа треба да се обратат на соодветната личност, да помогнат, да не се плашат. Знаете, ако некогаш, како што споменав, интровертноста значи дека можеби ми е страв. Некој се страми да побара помош. Некој кај некој постои, како да кажам, по природа е таков да не сака да побара помош. Не. Секој оној кој што чувствува потреба, и тој и повикот, секој оној кој што почувствува потреба треба да побара помош и да се обрати до и не само соодветната институција, имаме ние броеви, како што споменав, имаме начини како да реагираме. Секој од нас знае, колегите се на некој начин не само Институт за психологија, тие дадоа јавна можност, дадоа јавен повик дека стојат на располагање. Меѓутоа, секоја индивидуа треба да даде свој придонес.
Не треба да се страмиме, не треба да се плашиме, треба да бидеме свесни. Но она и до препорака до масовните медиуми за понатака. Тој сензационализам што се појавува, или тоа што ние, како велам, многу малку емисии имаме кои што ќе ги едуцира децата на нешто позитивно, моменти од уметност, од култура треба да се прикажуваат. Соодветно на детето и соодветно на тинејџерот и да му се објасни, меѓутоа да му се даде нешто кое што ќе значи релаксирање и опуштање. Затоа што, како што споменав, ова не се денови кои што денес, утре, задутре, не. Да, нешто што ќе трае. Нешто што ќе трае, затоа што ќе има рефлексија. Ние допрва не знаеме како ќе реагираат и нивните најстрашно е за децата кои што се соученици. Да. Затоа што, пазете, во малите градови сите се познаваат. И во малите, таму сега треба дополнително, ако има потреба, да се оди, да се, дали преку, имаме соодветни начин, дали преку трибини, дали преку индивидуални разговори, дали преку фокус групи. Затоа е апел и до носителите на тие функции, да речам, кои што се во тие градови кои што имаат најголем број на жртви, да не срамат меѓутоа да повикаат ако има помош, секој од нас што е спремен и кој што има соодветни начини како тоа да го реализира, велам, дали преку индивидуални разговори, фокус групи, со родителите ако има потреба, во континуитет да се помогне. Затоа што, како што споменав, не е ова нешто што од утре веќе или кога завршат деновите на тага, веќе сосема ќе се заборави. И не треба. Треба отворено да се зборува и да се помага. И да бидеме поддршка едни на други. Апсолутно. Тука ни завршува нашиот разговор, што навистина сметам дека е доста продуктивен и едукативен, особено во овој период, и она кое што ете заедно со вас го порачавме да се оттажи, да се помине или доживее таа болка. Сите да тагуваме заедно, рековме тагата, кога ќе се подели и ќе се намали можеби нејзиниот интензитет и се разбира за сета помош која што е потребна да бидеме отворени. Да, и сакам повторно на крај да кажам, Ивана, навистина соучество до семејствата и да се, ја што велам, да се молиме да оние деца кои што се повредени ќе заздрават и на нив допрва ќе им треба поддршка и помош. И повторно ќе кажам, стоиме на располагање сите ние кои што сме повикани во секое време да ни се обратат. Тоа е нашата цел на крајот на денот, покрај едукатори. Ние треба да помагаме да се вратат оние вредности на помош, на алтруизам, на космополитизам, бидејќи малку ги загубивме. Така е. Тука завршуваме. Јано од се срце благодарим. Благодарам и вас и сегојаш со задоволство гостувам во вашата емисија. Се надевам дека ќе зборуваме во иднина за некои поведри теми, меѓутоа ова е нашата реалност и мора да се соочиме со тоа. Ќе завршиме исто така и со нашата порака и сочувство до сите семејства кои што ги загубија своите најблиски. Денеска е еден од најтешките, ако не и најтежок ден кој што Македонија го живее, голема тага и пред нас ден кој што треба да се издржи. Погребите се случуваат во текот на денот, Тилма ќе го прати соодветно онака како што треба според медиумските протоколи. Се разбира, ќе бидете информирани за сите дополнителни информации и вести во текот на денот.